Председателке, имено се создава наратив дека владата тенденциозно не прифаќа амандмани и дека во претходниот период, кога бевме ние опозиција, мнозинството било порасположено да прифаќа амандмани. Јас тоа малку поинако би го поставил. Чинам дека квалитетот на прифатените амандмани во времето кога ние бевме опозиција беше драстично подобар. Не велам дека овие амандмани не се соодветни, но можеби квалитетот е несоодветен, по причина што најголем дел од нив се реализирани. Конкретно за амандманов кој што сте го понеле, и за тој за 10 амандмани за кои што ете и колешката Панова ќе објасни понатака, се амандмани кои што се реализирани. И не е тука причината дека некој не сака да ги прифати, но ете до сега од амандманите како што да има еден по еден или како што повеќе денови трае амандманската расправа, ви укажуваме дека овие амандмани се реализирани. Така да, еве, ако треба да објаснам зошто нема да гласаме за овој амандман, бидејќи овој, како и уште еден кој што непосредно доаѓа за кратко, се исполнети и се остварени. Благодарам. Благодарам. Бидејќи